Почитувани граѓани, почитувани медиуми, СДСМ е политичка партија која ги користи последните моменти од својата власт за изигрување на законите и за згрижување на своите партиски активисти полтрони. Општина Ѓорче Петров е општина која е предмет на силување од страна на СДСМ и градоначалникот Александар Наумовски, кој добро е познат на јавноста од своите настапи по кафеани. Според информациите кои ги добивме од загрижени граѓани, денеска сакаме да ги прашаме институциите и општината и градоначалникот, кои се нормално од редовите и подводства на СДСМ, дали огласите за вработување во општина Ѓорче Петров се наместени и договорени за луѓе кои однапред се познати и избрани во штабот на СДСМ, а не според квалитетите, и дали некој ќе го спречи ова силување на општината и изигрување на законите. Денеска во Агенцијата за администрација се полагањата за работните места во општина Ѓорче Петров, а резултатите треба да стигнат наредната недела. Затоа прашуваме дали лицата кои ќе ги презентирам сега ќе бидат лицата кои ќе имаат најмногу бодови на тестирањата и ќе заснуваат редовен работен однос во општина Ѓорче Петров, односно народски познато ќе земат решенија за постојан работен однос. Прашуваме дали лицето Лепа Ѓорѓиевска Јакимовска, инаку жена на личниот шофер, возач на градоначалникот на општина Ѓорче Петров, ќе биде вработена како соработник за односи со јавност во општината. Дали лицето Емилија Блажевска, ангажирана скоро 3 години во општината по договор на дело, партиски активист на СДСМ, да напоменам, истакнат, ќе биде избрана како помлад соработник, односно асистент на градоначалникот. Дали лицето Игор Поповски, активист на СДСМ, ќе биде вработен како советник, урбанистички аналитичар. Дали лицето Александра Угринска, активист на СДСМ, ќе биде вработена со решение како соработник за нормативно правни работи од областа на урбанизмот. Дали лицето Ѓургица Нелковска, партиски активист на СДСМ, ќе биде вработена како помлад соработник за одржлив развој во општина Ѓорче Петров. Дали лицето Марија Ѓурчиновска, партиски активист на СДСМ, ќе земе решение како соработник за поддршка за водење на постапки, подготовка на документација за јавно надавање и администрирање на градежното земјиште во општина Ѓорче Петров. Дали лицето Филип Гиноски, инаку партиски активист на СДСМ, брат на поранешниот претседател на општинската организација на Ѓорче Петров од СДСМ Александар Гиноски, ќе земе решение како соработник за документирање на градежно земјиште и водење на постапки по пат на непосредна спогодба. Она што е индикативно дека сите овие лица кои се партиски активисти на СДСМ и добро познати на јавноста, односно на лицата од Ѓорче, се и први на тестирањата во Агенцијата за администрација и дека на другите учесници во тестирањето не им бил обезбеден фер и еднаков пристап за да може еднакво да конкурираат и да бидат вработени согласно квалитетот, а не партиските заслуги на луѓето во СДСМ. Почитувани, ова е начинот на работење на СДСМ. СДСМ знаат и се исплашени од поразот кој што ги чека на 12 април, па затоа брза да ги вработат своите партиски активисти. Затоа јавно ги повикуваме како ВМРО ДПМН, јавноста, институциите да го следат овој случај. Доколку се утврди дека навистина ова ќе бидат лицата кои ќе бидат вработени и одбрани од страна на општината, следејќи го нивниот нефер пристап кон останатите, апелираме да се стопираат вработувањата. Никој не смее на грбот на граѓаните да ги изигрува законите. Благодарам.